И најчесто сите овие пријави кои што доаѓаат од страна на инспекцијските служби завршуваат со минорни парични казни, односно со опомени, така да немаме некоја си конкретна кривична постапка која што завршила во корист на животната средина. И сметаме дека во иднина треба значителен напредок да се оствари во оваа сфера, примерно преку едукација на самите суди и јавни обвинители, меѓутоа можеби преку формирање на специјални оделенија во рамки на основните судови кои што ќе се занимаваат со еколошкиот криминал. И да има пасивни дежурства и да се знае кој инспектор е кога е дежурен, за да може граѓаните да пријават во секое време. Зашто навистина најчесто се случуваат во работно време, празници и викенди. Тоа е едниот дел кој се вметнува. Делот за задолжителна опрема која ќе треба да се набави, базична опрема за да може да вршат индикативни мерења. Тоа не се референтни мерења, меѓутоа врз база на тие индикативни мерења ќе може, ако покажат одредени неправилности, да се повика акредитирана лабораторија и да се изврши референтно мерење.